Расте бројот на заболени од грип. Дури 283 случаи заклучно до вчера има само во Штип. Според податоците на Центарот за јавно здравје во градот, во општината има висок интензитет на вирусот на грип. Заболените претежно се од сите возрастни граници, и тоа од 0 до 4 години, од 5 до 14, од 15 до 64 години и над 65 години, заклучно со седмата недела од оваа година. Заклучно со седмата недела од 2025 година, во општина Штип пријавени се вкупно 609 случаи на групни пријави за заболени од грип или заболувања слични на грип. Во однос на возрастната дистрибуција, во возрастната група од 0 до 4 години пријавени се 39 лица, на возраст од 5 до 14 години пријавени се 74 лица, на возраст од 15 до 64 години пријавени се 416 лица и на возрастна група од 65 години пријавени се 80 заболени лица. Дистрибуција на случаите од сезонски грип, заболувања слични на грип, по месеци започнува од месец ноември со само 8 случаи, додека декември со 11 случаи, нешто најмногу во јануари со 307 случаи, додека февруари со 283 случаи. Се забележува зголемување на бројот на заболени слични на грип со најголем број на случаи пријавени во месеците јануари и февруари. Согласно овие податоци, во општината Штип има висок интензитет на вирус на грип, велат од Центарот за јавно здравје во градот. Според лекарите, честото миење на раците, проветрување на просториите, внесување на течности како чаеви, цедени сокови, лимонади, се апелирањата за заштита од грипот, но доколку ситуацијата се влошува, потребни се консултации со матичен лекар. Пикот се достигна во текот на почетокот на февруари се уште трае. Како заштита се препорачува често миење и проветрување на просториите, миење на раци, проветрување на просториите. Кога ќе се јави покачена температура, болки во мускулите кои што се чести симптоми кашлица, да не се взима антибиотици на своја рака, туку антипиретици кога температурата ќе биде над 38,5, внесување на топлина напитки, чаеви, течности, цедени сокови и лимонади. Оние кои што веќе имат коморбидитети, како што се на горно-респирационен раст, покачен крвен притисок, дијабет, повозрастни лица, трудници, секако уште при првите симптоми да побарат консултација со својот матичен лекар. Оно што особено лекарите апелираат е граѓаните да не се лекуваат на своја рака, бидејќи грипот е вирусно заболување. Многу често, за жал, сите имаат своја аптека во која што како составен дел се антибиотиците, кои што при првите појавување на симптомите посегнуваат по нив. Со што прават голема грешка. Затоа што грипот е вирусно заболување и не се лекува со антибиотика. Во согласно со ситуацијата, лекарите според здравствената ситуација на пациентите одлучуваат кој антибиотик и терапија треба пациентот да го земе, со цел брзо и навремено опоравување.